Минатата година јас имав една мисија во Кочани од 2 до 5 мај, каде за мене успешно е завршена, иако лично не сум задоволен од таа мисија. Се знае за што зборуваме за овие од дискотеката Пулс, децата што изгореа таму, имаме толку голем број на повредени. Ова година таа иницијатива сакам да ја спроведам во Куманово. Ајде видимо ми кумановци колку сме хумани. Да дадемо и ми наш допринос од Куманово, со што ја ќе помогну да очисту 63 од џака у град Куманово, а средства да се уплати на овој жиро сметку овдека. Свакој ќе ми донесе уплатницу дека уплати, ја ќе иду механички, ќе му го очисто од џак. Значи, се стои ми ќе дадемо како град Куманово наш допринос. Јас искрено колку го познавам градот Куманово, јас сум тука роден, тука израснав. Знам дека ние секогаш бевме хуманитарни во вакви акции. Најголемата наша хуманост, вие сте доста млади непазници, 63-та година ја дадовме кога беше земјотресот во Куманово. Исто така, многу нашиот град, нашите кумановци ќе чујат некаде во границите на своите можности тие помагат. Верувам дека и сега ќе биде исто така. А кога кажав дека од Кочани не сум благодарен, не сум задоволен, односно, иако големи поздрави до градоначалникот, до Црвениот крст, до пожарната екипа, до сите таму кои ми помогна, значи да реализираме да. Меѓутоа, луѓето беа во стресови, верувам дека беше така. Целиот град беше во стрес, има ужасна слика таму што видов. Беа во стрес и на нив не им дојде сега да чистат од џаци во тој момент. Меѓутоа, се дадевам во иднина дека тие сами ќе видам. Исто така поздрав до Радио Кочани, кој зависта ми даде голема поддршка, ми даде Радио Кочани, до таа екипа. Сега за Куманово, мене повеќе Куманово. Верувам дека кумановци ќе излезат. И со вашата помош, верувам вие ќе ни дадете малку криле за да можам и јас да полетам. Дај Боже да ме држи здрави до година и наредните години сите заедно да направиме вакви и слични хуманитарни акции. Не дај Боже да ги има вакви од оваков тип, него хуманитарни акции од некој друг тип. Покрај тој, у преговори сам с наши естрадни уметници у град на Куманово, исто така со ресторан Грација, кој е спремен, значи и тие ми дадоа дозвола да направиме една вечер, хуманитарна вечер, за истата цел, кои средства ќе бидат наменети за оваа цел. Се слушнав телефонски со Нино Величковски, Маргица Антевска, тие се изненадени и велат дека идејата е многу убава, меѓутоа ќе бараме термин кога има слободен термин во Грација, исто таа вечер. Јавно ги повикувам сите бизнисмени од град Куманово за оваа цел да дадат својот допринос. И граѓаните на град Куманово. Во Куманово имаме покрај мене, имаме уште 4-5 кои работат нелиценцирани, не запознаени во работа, него секој се снаоѓа на свој начин, меѓутоа и има, значи, наши стари кумановци кои останало уште од татко ми, негови муштери, така да кажам, викат. Јас сум задоволен сум, но додека ме држи знака да ќе помагам, нека ме вика. Мината година за време на изборите 116 од џаци очистив за социјалните случаи. И тоа ги одбрав и сега јас ги бирам. Самохрани мајки, деца со посебни потреби, социјални случаи. Кој ми покажуваше дека има сметка од социјално, јас сум ги очистил од џаците. Тоа е мој допринос што можам да дам.